Поетите Евтим Клитников од Македонија и Анте Стамаќ од Хрватска се добитници на наградата Книжевно жезло, што Друштвото на писатели на Македонија традиционално ја доделува за поетски опус со високи естетски остварувања. Започнува најновото издание на Урбаните вести. Опозицијата не учествуваше во гласањето на одлуките на Советот на град Скопје. Одржана традиционалната крводарителна акција во општина Илинден. Одбележан крајот на креативните работилници за унапредување на меѓуетничката интеграција во училишната средина. На 4 март започнува фестивалот Проза Балкан. Нови содржини наскоро во Зоолошката градина во Скопје. Опозицијата одлучи да не учествува при донесувањето на одлуките на Советот на град Скопје. Точките кои се најдоа на дневен ред беа усвоени без ниту една реплика од опозицијските советници. Елизабета Дамјановска. Членовите од опозицијата во Советот на град Скопје денеска одлучија да не земат активно учество на денешната седница на Совет, иако беа присутни на истата. Без ниту една реплика и дискусија, 10 точки кои се најдоа на дневен ред беа експресно усвоени. Предлогот за запишување на ученици во прва година во јавните средни училишта и запишување и прием на ученици во ученичките домови на градот Скопје во учебната 2013-2014 година ќе придонесе во намалување на паралелките во Средното медицинско училиште Панче Караѓозов, односно ќе се намали една паралелка на македонски и една паралелка на албански јазик. Осмоделинците нема потреба да се грижат за нивното понатамошно образование, тврдат од град Скопје. Оттаму се вели дека бројот на слободни места го надминува бројот на завршени осмоделенци. Вкупниот број на планирани ученици во прва година во рамките на 21 средно училиште изнесува 10.090 ученици. И тој број е поголем од вкупниот број на завршени осмоделенци во општините на Скопје, кој изнесува 6.105. Планираниот број е поголем и од збирот од завршени осмоделенци во општините на Скопје и осмоделенци од целиот регион на Скопје, или изразено во бројки. Тој сооднос изнесува 10.090 наспрема 7.236 ученици. Планираниот број го надминува и збирот од завршени осмоделенци во регионот на градот и потенцијални ученици од општините надвор од регионот на Скопје, односно соодносот изнесува 10.090 наспрема 7.587 ученици. Владата на Република Македонија на денешната седница по итна постапка усвои предлог закон за измена и дополнување на изборниот закон со кој се определува дополнителен рок за поднесување листи за кандидати за советници и за градоначалници за локалните избори до 3 март недела заклучно до полноќ. Ова денеска на пресконференција го соопшти Гордана Јанкуловска, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, при што нагласи дека овој чекор е направен врз основа на досегашните принципиелни ставови на ВМРО, водејќи се од позициите за заштита и промоција на граѓанските, државните и национални интереси, како и за реализација на евроатлантските интеграции на државата. Согласно овој предлог, во овој рок сите политички партии ќе може да ги достават листите, а можноста би се однесувала само за овие локални избори. Жителите од општина Илинден уште еднаш ја покажаа својата хуманост на дело со дарување на крв на денешната крводарителна акција која се одржа во просториите на општина Илинден, по соработка со Црвениот крст на Република Македонија и Републичкиот завод за трансфузиона медицина. Уште една традиционална крводарителна акција се одржа во општина Илинден во соработка со Црвениот крст на Република Македонија и Републичкиот завод за трансфузиона медицина. Голем број крводарители жители на општина Илинден на дело ја покажаа својата хуманост, дарувајќи ја најдрагоцената течност, што значи живот. Ова акција секоја година во исто време се одржува во просториите на општината, на која дарителите имаа можност да даруваат крв од 9 до 14 часот. Годинава се собрани рекорден број на крвни единици. За само 3 часа дарувале крв околу 30 граѓани. Бројката се движи над 30 крводарители, некој пат е нешто повеќе, некој пат нешто помалку, не може точно да се прецизира, све зависи од здравствената состојба во моментот на потенцијалните дарители. Во акцијата освен жителите на Илинден се вклучува и вработените во училиштата, јавните предпријатија и во општинската администрација. Кесите со собраната крв ќе бидат предадени на Институтот за трансфузиона медицина и ќе добијат оние кои имаат најмногу потреба од неа. На овој начин, со спроведување на акцијата за дарување на крв, граѓаните на општина Илинден уште еднаш ја потврдија својата хуманост за спасување на нечий живот.
Денеска се одбележува 9 годишнината од смртта на председателот Борис Трајковски. Делегација на Собранието на Македонија положи цвеќе на неговиот гроб во алејата на великаните на гробиштата во Бутел. Владена делегација предводена од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски пак присуствуваа на церемонијата кај Ротимље, каде во авионска несреќа покрај Трајковски загина и целиот екипаж. Во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието во соработка со организацијата Мултимедија во Средното училиште Арсени Јовков во општина Бутел беше одбележан крајот на креативните работилници за унапредување на меѓуетничката интеграција во училишната средина. Учениците од македонска, албанска и ромска националност заеднички изработиле видеа со кратка содржина, кои денеска ги презентираа. Андријана Димитриевска. Во Средното училиште Арсени Јовков во општина Бутел, во свечена атмосфера беше одбележан крајот на проектот меѓуетничка интеграција во образованието во соработка со организацијата Мултимедија, односно беше одбележано завршувањето на креативните работилници за унапредување на меѓуетничката интеграција во училишната средина. Македонците, албанците, турците, ромите кои учат во ова училиште преку 4 кратки филмови кои ги направиле, сакаа да покажат дека многу лесно се функционира со разноличните. Една од приказните е за завојувани племиња кои сватиле дека само ако се обединат можат да го победат злото. Во другата раскажуваат за мобингот и дека ако се сложни, никој ништо нема да може да им стори. Најголемото училиште со 250 ученици е првото вклучено во проектот на USAID за меѓуетничка интеграција. Учениците велат дека пред да почнат да работат на филмовите не се познавале доволно, но сега тие многу добро функционираат сите заедно, вели Анита Антик, ученик во Арсени Јовков. Конкретно, значи во училиштето Арсени Јовков во општина Бутел, која што ни беше една од пилот општините во самиот проект, работевме на креативни работилници, значи заедно со ученици од македонска, од албанска, ромска припадност, кои што заедно, значи преку тие креативни работилници научија што се тоа предрасуди, што се стереотипи, конкретно за мултикултурализам концептот, значи идеите кои што ги развивме преку овие работилници беа на некој начин спроведени во форма на кратки видеа или кратки филмчиња кои што раскажуваат многу колку е комуникацијата и соработката е битна за еден мултиетнички соживот во Република Македонија. Овој проект беше добреден во нашето училиште. Ние свативме дека со самите разлики во општеството треба само да ги научиме како начин да научиме нешто повеќе и да се дружиме, наместо тие разлики да бидат бариери кои што не оддалечуваат. Овој проект ни помогна да се здружиме повеќе во нашето училиште и да изработиме 4 кратки филмчиња кои што ќе бидат како порака за другите, дека заедно сме посилни, дека заедно може да успееме да ги оствариме заедничките интереси. Наместо кавги и тепачки, учениците од Скопското средно училиште Арсени Јовков преку креативност и дружење развиваат долгорочни пријателства и ги надминуваат меѓусебните разлики и меѓуетничките бариери. Од USAID велат дека креативната работилница што се спроведува во Арсени Јовков е само една од многуте активности кои ќе се реализираат во наредните 3 години, со цел да се подигне свеста за потребата од меѓуетничката интеграција во образованието. Од 4 до 6 март за прв пат во Македонија ќе се одржи меѓународен фестивал на прозата насловен Проза Балкан, во кој учество ќе земат 5 познати прозисти од Балканот заедно со 10 македонски писатели. Во рамки на фестивалот на српскиот писател Владислав Бајац ќе му биде доделена награда за развој на балканската книжевност Прозарт. Ивана Митковска. 5 познати писатели од Балканот ќе бидат гости на првиот фестивал посветен на балканската прозна литература, насловен Проза Балкан, кој ќе се одржи од 4 до 6 март во организација на издавачката куќа Икона од Скопје. Освен познатите балкански писатели, Владислав Бајац од Србија, Миленко Јерговиќ од Хрватска, Андреј Блатник од Словенија, Алек Попов од Бугарија и Андреј Николаидис од Црнагора, на првиот фестивал на прозата во Македонија. Учество ќе земат и 10 македонски писатели. Целта на Проза Балкан фестивалот е да ја промовира балканската книжевност, вмрежување на автори и издавачи од регионот и создавање платформа за подобра идна соработка. Учесниците ќе бидат представени на свеченото отварање на 4 март во киното Фросина.
Заедничко за 5 теми на писатели е нивниот квалитет и високото вреднување во нивните национални литератури и пошироко во Европа и светот. Нивните дела им се познати на овдешните читатели, зашто се преведени на македонски јазик, така што овој фестивал има цел да овозможи средба на домашната публика со авторите и уште повеќе да ја продлабочи љубовта кон романот како најчитан книжевен род. Фестивалот исто така организира и тркалезна маса, која ќе се случи во вторник на 5 март во 11 часот во МКЦ. Темата на тркалезната маса и поентата е да се даде фокус на оно што сметам дека моментално треба многу да се работи, односно тоа е мобилноста и така е насловена на тркалезната маса, мобилноста и балканските писатели. Во рамки на фестивалот на српскиот писател Владислав Бајац ќе му биде доделена и награда за развој на балканската книжевност Прозарт во книжарницата на Икона во трговскиот центар Сити на последниот ден од фестивалот, односно на 6 март. За статуетката да заврши во рацете на Бајац. Едногласни беа сите представници на уметничкиот совет на оваа манифестација, во состав Александар Прокопиев, Елизабета Шелева и Ермислав Азановски. Ние внимававме и авторите да бидат на некој начин различни, значи да не доаѓаат автори кои се во една иста поетика, туку дека секој од нив носи еден особен свет, специфичен свет, доволно интересен за средба со нашите читатели. Фестивалот се организира во соработка со издавачката Куќа Икона и Младинскиот културен центар, а е подржан од град Скопје и Министерството за култура со 100.000 денари. Овој фестивал ќе прирасне во традиција, а акцентот на фестивалот во иднина ќе биде ставен на етаблирани писатели и издавачи, но и на млади автори од регионот. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје ги известува граѓаните дека утре во населбата Маџари поради изведување на приклучок ќе има прекин на водоснабдување за корисниците од улицата Антон Попов, улицата Шамак, Сингелич, Стајковци, Попово Мало, Средното училиште на град Скопје Асот, Боро Петрушевски, Фершпет, Хемзите Ливница и дел од пивара Погон Кока-кола од 8 часот до завршување на дефектот. А поради закажани технички зафати во електросистемот без напојување со електрична енергија ќе останат корисниците од село Глумово и дел од населбата Козле во период од 10 до 15:30 часот. Од 11 до 15 без електрична енергија ќе бидат жителите од село Горно Блаце и од 9 до 15 часот село Мирковци, Голиево, дел од село Бразда и Оризари. Прекините се заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие региони. Наскоро зоолошката градина во Скопје ќе добие нови содржини по примерот на светските зоолошки градини. Пливање со делфини, фотографија со фока која изведува акробации и така натаму се само дел од активностите кои се планираат да се воведат во иднина. За таа цел ќе се спроведе анкета на која ќе се видат желбите на граѓаните, а потоа ќе се одлучи која нова содржина ќе се воведе. Томислав Атанасовски. Изминативе 2 години Скопската зоолошка градина заживеа и почна да се воведуваат нови содржини, како ноќни прошетки, хранење на животни, прославување родендени и така натаму. Пред да се воведат овие содржини, од зоолошката градина направиле истражување за активностите во градините низ светот. Родители, деца, млади и стари, собрани околу кафезот на тигрот, се влечат со јаже, со едно од најсилните животни, пливање со делфини или пак фотографија со фока што си игра со топка и изведува акробации, се дел од активностите што зоолошките градини низ светот ги воведуваат за да им биде позабавно на посетителите за повторно да дојдат да ги посетат. Затоа зоолошката градина во Скопје во следниот период планира да направи анкета за да видат кои содржини ќе им бидат најинтересни на посетителите. Сепак истите ќе бидат воведени доколку тие не ги загрозуваат животните, а секако и да бидат безбедни за посетителите. Досегашните содржини, освен ноќните прошетки, беа добро прифатени од скопјани. Скопјани се задоволни од новиот изглед на зоолошката градина и во голема мера е многу интересна за децата со сите содржини во неа. Кои се дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје гледате од следниот прилог. Представата Ромео и Џулиета од Вилијам Шекспир во режија на Лилија Баџиева се игра вечерва од 20 часот на сцената на Македонскиот народен театар. Драмскиот театар се вклучува во хуманитарна акција за помош на манастирот Рескавец. Приходот од представата Грефили Шприцер, која се изведува вечерва од 20 часот, ќе се донира за обнова на опожарените конаци во манастирот. Представата од Сашко Насев во режија на Дејан Дамјановски.
Играниот филм Матрикс 2 се прикажува вечер во 20 часот во кинотека на Македонија. Филмскиот дебатен клуб Лалев ја прикажува нецензурираната верзија на Калигула од 20 часот во менада на влезот на старата Скопска чаршија. In the Mood со Сашо Ѓорѓевски, вокал, гитара и усна хармоника и Никола Петровски на гитара стартува од 21 часот во МЦМ Кабаре. Еве што следува понатаму во вестите. Спорт. Македонија на Европското првенство во кошарка кое ќе се игра во Словенија за прв противник повторно доби Црна Гора. Актуел, кои познати звезди никогаш не добиле Оскар. Македонија на Европското првенство во кошарка кое ќе се игра во Словенија за прв противник повторно ја доби Црна Гора. Спортските вести се веднаш по рекламите.